Работам со технологија. Целата моја кариера работам на развивање софтвери. Се заинтересирав за Тесла, моделот од околу 2002. I became interested in Tesla, which is around 2002 after all the dot-com stuff. Тесла Роудстер, предпоставувам, беше моментот на инспирацијата. Главната работа што првично ме привлече беше овој спортски автомобил со футуристички изглед. The idea that you power a vehicle. Идејата дека нагазувате возило без бензин. Кога излезе, беше побрз од Ферари 430, кој тогаш беше најновиот модел. Truly the vehicle that sparked. Роудстер е навистина возилото што ја поттикнува револуцијата на електричните возила и е првиот автомобил што на некој начин ја отвори вратата за сите други можности. Првите Тесла Роудстерс мислам дека започнаа со производство во 2008 година. Мислам дека тоа беше моделот. Знам дека во 2011 беше последниот. Знаете, мислам дека беше околу $90,000. За цел свет имаше направено околу 2500 оригинални Роудстерс, бидејќи имаат договор со Lotus да произведе толку карасории за нив. Од тоа што го разбирам, можеби од нив останале уште 1500. So you can see. Тука напред можете да видите дека нема складиште такво какво за делови, но кога ќе го отворите, можете да видите дека има вентилатори за ладење со клима уред и малку електроника. Значи тоа е тоа. Има и багажник за складирање. И мислам дека тие го дизајнираа специјално за да одговара на палките за голф, бидејќи многу луѓе во Калифорнија играат голф. Because a lot of people in California play golf. Тука се наоѓа батеријата и е во облик на буквата L, така што тоа е овде и овој го нарекуваат модул за енергетска електроника. Тоа е нешто како целиот мозок на целиот автомобил. И тогаш тука е активен систем за ладење. Сите Тесла го имаат овој активен систем за ладење. Тоа што можете да го видите дека оваа зелена течност секогаш се врти низ батерискиот пакет за да ги одржува умерените температури. I believe that. Верувам дека ова ќе биде предмет на колекционери. Третиот модел на Тесла излезе во 2018 година. Размислувам за еволуцијата на автомобилот, исто толку во основа на електрифункцијата во иднина, како и на аспектот за самоуправување. Now turn right onto North Queen Street. Пристапот на Тесла кон самоуправувањето е машинско учење. Тоа е систем базиран на камера за препознавање физички објекти на патот, без разлика дали се работи за автомобили или пишаци или топка што оди на патот или нешто друго. Автомобилот знае што е секој предмет, што треба да се избегне.